Временска прогноза на телевизија Телма. Викендот го заокружуваме со променливо облачно време, но со сончеви периоди. Попладне и кон крајот на денот со услови за слаби локални врнежи од дожд. И утрешниот ден, прв од новата работна недела, ќе го стартуваме со променливо облачно време. Во утринските и предпладневните часови, во западните делови од нашата земја ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд. Додека пак попладне облачноста ќе се намалува. Утре потпаѓаме под влијание на јужно воздушно струење, што ќе услови слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје во предпладневните часови во делови од котлината ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд, а утринската температура за утре до 6 степени, додека пак дневната за Скопје прогнозирана до 15. Во Тетово и Гостивар за утре прогнозиран максимум 11 степени над нулата. Во Маврово во утринските часови утринска температура 1, додека пак дневната до 7 степени. Во Крушево 8, во Прилеп и во Битола, како и во Дебар за утре прогнозирана дневна температура 12 степени над нулата. Во Охрид и во Претор во текот на утрешниот ден дневната температура се очекува да достигне 11 степени. Во Гевгелија 16, во Кавадарци и Демиркапија за утре прогнозиран максимум 14 степени над нулата. Во Радовиш 13, во Дојран во утринските часови утринска температура 5, додека пак дневната до 15 степени. Во Свети Никола и Виница 13, во Берово дневната температура утре се очекува да достигне 11 степени, додека пак во Штип во текот на денот дневната температура до 14 степени. Во текот на следните 3 дена не очекува стабилно сончево и релативно топло време. За вторник утринските температури во интервалот -3 до 3 степени, додека пак дневните од 12 до 18. Во среда дневните температури во интервалот 13 до 19 степени, додека пак во четврток во раните утрински часови наместа ќе имаме утрински температури кои што ќе се спуштат под нулата и ќе се движат во интервалот -3 до 4 степени, додека пак дневните во интервалот 14 до 20 степени. Гледавте Метео, не заборавајте да останете со програмата на телевизија Телма и пријатно.